Заевизмот доби нова форма – јазичен дилетантизам. Во историјата на македонската политика заевизмот исто така ќе влезе и како нешто друго. Се е чудно во тој заевизам. Ова е еден од најчестите зборови кои ги користи председателскиот кандидат на опозицијата Гордана Силјановска. Иако кампањата за изборите се уште не е почната, сепак таа секојдневно објавува видеа на кои говори пред присутни во повеќе градови од земјата. А на средбите таа најмногу критики упатува кон работата на владата, а неизоставен дел од незините обраќања е и договорот од Преспа и како што вели демакедонизацијата на државата. Значи дека е тоа држава на македонскиот народ со службен јазик македонскиот. Како да не речам дека е ова денационализација или како што велиме ние демакедонизација. Говорите на Силјановска пак не го изненадуваат политичкиот аналитичар Петар Арсовски, кој вели дека таа не може да се одлепи од реториката, која исто така ја користи партијата која ја избра за кандидат. Арсовски вели дека реториката е дел од координирана стратегија меѓу Мицкоски и Силјановска. Мојот впечаток е дека опозицијата ќе тера условно речено парламентарна кампања. Целта на опозицијата е во првиот круг да консолидира значаен број гласови, за да покаже дека е се уште жива, активна, под контрола и заради тоа што сегашното раководство сака да ја консолидира својата позиција внатре. Оттаму логично е нивната претседателска кампања да биде полупредседателска, но полупарламентарна и реториката на нивниот претседателски кандидат очекувам во голем дел да се фокусира на политиките на владата. Оттаму и ова лепење со заевизмот на Гордана Силјановска и на Мицковски, која е некаква координирана стратегија. Но освен Силјановска активен на терен и незиниот против кандидат Стево Пендаровски. Тој се уште не ги коментира своите противници, бидејќи за тоа ќе го чека почетокот на кампањата, но се надева дека нема да биде цел на валкана и црна кампања. Па јас би го оставил тоа што што имам да кажам за Силјановска и за Блери Мрека, бидејќи тој е кандидат во изборна трка од први натаму. Во изборната кампања не би сакал претходно да кажам што мислам за останатите мои уважени против кандидати. Па сакам да бидам оптимист. Сакам да се надевам дека тоа ќе биде така, бидејќи од моја страна ќе биде апсолутно така, нема да има ниту еден обид за валкана кампања. Председателската трка почнува на 1 април, а првиот круг ќе се одржи на 21. До сега само тројца председателски кандидати успеа да соберат над 10.000 потписи: Стево Пендаровски, Гордана Силјановска и Блери Мрека.